Ние сме поддржувачи на спортско-авантуристички настан. Еден токму таков настан, поточно фестивал, ќе се случува кон крајот на месец мај, поточно од 29 до 31 овој месец. Мариово офроуд, сите оние кои што се веќе пријавени ќе може да ги искусат авантурите во планина, а вие кои што ќе бидете заинтересирани со денешниот разговор ќе може допрва да го пријавите вашето учество. Затоа што ќе се случува последните денови од месец мај ќе ни зборуваат ова утро Слободан Трајковски и Марио Шаревски, дел од организаторите на овој настан. Добро ми дојдовте ова утро. Здраво, Цеце. Добро ве најде. По четврти пат не очекува Мариово, овој пат офроуд, едно поинакво искуство, едно поинакво доживување за сите оние кои што веќе се пријавија. Вело Европа, твоето здружение Слободан, стои зад сето ова, 4 години веќе поред. Што ќе се случува последниве денови од овој месец? Така, како што кажа, по четврти пат оваа година, поред го организираме фестивалот Мариово Offroad Experience 2015. Те откриеме малце од програмата, ќе се одвива во 3 дена. Користиме тоа што петокот е неработен ден. Ќе има официјално отворање на фестивалот, прикажување на филмови кратки филмови со аутдор содржина, изложба на фотографии. Во саботата имаме почеток на забавата на отворено во 15 часот, завршуваме на полноќ и полека се подготвуваме за неделата која ќе бидат сите спортски активности. Оваа година воведовме и аеробик, тоа ќе биде важно за оние кои што викаат дека не доаѓаат во Мариово затоа што нема што да прават, еве им сега уште една активност. Значи не е само намената за сите оние кои што возат велосипед и сакаат планински тури, туку може и оние малку порекреативно кои што се занимаваат со спорт, сепак да дојдат во Мариово и да бидат дел од настанот. Да. Четврта година е, четврти спорт е тоа кој што го воведовме, исто така ќе има спортско трчање, планинарење од село Манастир до село Зович и назад и 2 маунтин байк велосипедски тури. Одлично. Марија, за прв пат годинава си дел од целиот овој настан, зборувам во оној организацијски дел, ми спомена на голема чест и задоволство на покана од Слободан. Како се споивте и како ќе биде твојата улога во рамки на овој настан? Значи, ние се споивме преку нашите прошетки низ Македонија, конкретно се најдовме на една прошетка до манастирот Зрзе. И така започнавме, бидејќи јас така доста често шетам и стражам низ Македонија, исто како и Боби, ни текна така да се најдеме. И тој на моје огромно задоволство и чест, зашто сум многу благодарен, ми додели едно задолжение, кое ми представа големо задоволство, да бидам дел од водичите на малата тура, која што опфаќа 35 километри, започнува од селото Манастир, ги посетува селата Полчиште, Бешиште и Витолиште, каде што ќе ручаме во манастирот Светилија, го посетува и родното место на писателот Стале Попов Мелница и потоа се враќа назад во манастир. Она што е занимливо и интересно за оваа тура, што ја прави посебна, што таа е повеќе како туристичка тура, е тоа што во неа јас составив една мала збирка од 15 страници за Мариово. Таа е значи збирка со податоци за природните и географските одлики, настанокот и преданијата за името на Мариово, историјата, потеклот од ликите на населението, така што како што ќе одиме и ќе возиме со велосипедите, така ќе ги гледаме тие гледки, ќе истражуваме, ќе читаме од оваа збирка и воедно ќе можеме да пробуваме мариовско биено сирење, да ги гледаме сите знаменитости и да уживаме во убавините на Мариово. Ако малата тура е 35 км, колку е големата? 50. 50, да. Што се друго нуди Мариово како дестинација? Тоа е едно интересно место, препознатливо за многу луѓе во Македонија, но не доволно истражано, би рекла, затоа што мислам дека голем дел од луѓето и не ни биле во Мариово. Зошто се одлучивте Мариово да биде секоја година локацијата? Така, тоа е често поставувано прашање, зошто Мариово. Прв пат кога отидов во 2009 година, веднаш видов дека местото нуди нешто, освојува. Не е само дивиот терен, туку е духовноста што има Мариово, скриените приказни, бидејќи Мариово како регион сме го спомнувале само додека одевме на училиште, но станува тоа интригантната нишка која што ти те тера да отидеш и да истражиш повеќе зошто е толку интересно Мариово. И не знам, затоа е една од нашите цели зашто го организираме во 3 дена е подолго време да останеме таму, секој да си го најде својот интерес во неговиот престој во Мариово. До година ќе имате еден мал јубилеј, 5 години, повторно ќе биде Мариово или Да, секогаш, секако. Секогаш ќе биде Мариово. Добро. Годинава ќе има и Rural Bootcamp, да објасниме што ќе биде тоа и освен спортската страна на целиот овој настан, што ќе вклучува музичката? Елена Бубало ќе го води Бубало Bootcampот. Исто Елена е за прв пат оваа година како дел од организацијата.
Таа си има некој незин посебен пристап на работите, посебни вештини, има екипа со која што работи. Тоа се оние тренинзи кои што ги прават по пладне или за време на викендите. Понекогаш се и многу екстремни, затоа што тоа го бараат незините посетители. Сите луѓе кои што кажав преска, ако не трчаат или ако не планинарат или ако не возат велосипед, може да се приклучат на незиниот буткамп, каде што ќе се стекнат со некои нови вештини, например за ориентација во отворен простор, самоодбрана, аеробик, јога ќе има, тутинска гимнастика, тоа се ќе биде вклучено во буткампот и таа ќе ја води мала планинарската тура од село Манастир до Зович и назад. Повторно ќе кажам да немате изговор оние што велат немам што да правам во Мариово, повелете. И тоа како има што да се прави во Мариово? Секако, да. Само би додал еве за тие што ги интересира, таа е планинарската тура од Манастир до Зовик има 11 километри во еден правец, меѓутоа нема многу искачување, туку е баш прошетка низ шумски предел, покрај две реки, низ еден така убав предел, така што ќе биде многу пријатна, нема да е многу напорна. Што вели временската прогноза? Знаете од сега ќе имаме убаво време? Јас навивам дека ќе биде убаво времето, идеално. Сега тоа е аутдор спорт, затоа е насна како ќе биде така. Секи биде доживување, биде забране дошт. Марио, ти си прва година, нели, дел од организацијскиот тим на целото ова случување. Дали минатите години беше дел од настанот? Не, нажалост јас бев на студии во странство, меѓутоа баш во тие периоди кога се одржуваше овој фестивал, меѓутоа баш постојано имав голема желба да дојдам. Јас само иницијативно го посетено Мариово, неколку други предели во Мариово. Меѓутоа ова година еве на огромно задоволство ќе имам дел и се надам понатаму секоја година ќе имам дел да проширувам и да проширувам програмата со многу нови нешта во неа. Слободан, првата година беше слогано да се изгубиме во Мариово и тоа навистина беше убаво губење таму во таа природа. Потоа имавте Мариово на дланка, повторно беше вистинско доживување да се има Мариово на дланка. Сега веќе прераснавте во еден убав фестивал кој што нуди богата програма цели 4 дена. Како се роди идејата за Мариово? Кажав преска, нели, во 2009 прв пат бе во Мариово, 2010 го посетивме со едно спиење, поминавме 200 километри од тој регион и решивме со Јово тогаш да поканиме повеќе луѓе да дојдат и да го видат просторот, затоа што, кој што кажав преска, не можам да објаснам што толку освојува Мариово, ама ме тера секој викенд да отидам, еве 4-5 викенда поред одиме таму. Често го посетуваме пределот и секој пат е различно, секој пат е поубаво. И затоа така решивме да поканиме повеќе луѓе. Првата година направивме нели на Facebook настан, дојдоа 100 луѓе, па втората година 200, лани имавме 550. И кога веќе ги спомена луѓето, каков е интересот досега, со оглед на тоа дека нели сме на некои десетина дена од прилика, малку имав проблем со датумите, нели? 20 сме денеска. Да. Имаме уште 9 дена до одржувањето. Продадени се официјално се продадени 450 карти до вчера. Добра. Ќе видиме денеска како ќе оди. Секој ден има многу голем интерес. Имаме подготвено стартен пакет, тоа се пакет производи за првите 500 пријавени. Останатите што ќе се пријават после трошењето на тој контингент на карти, ќе повторно ќе бидат вклучени во фестивалот, но не со оној полн стартен пакет кој што го нудиме за првите најверни 500 посетители. Значи имаме уште 50 карти кои што може да го добијат тој стартен пакет, меѓутоа како да се пријават оние кои што ќе ги заинтересираме ова утро? Може да се пријават во продажната мрежа на Купи карти за се. Значи низ цела Македонија има продавници каде што може да се купат карти, во велосипедските продавници Bike Market, ProBike, Outdoor, XMKD. Нека ми пишат мене на настанот на Facebook, Мариово Offroad Experience Center The Wilderness. Многу едноставно, затоа е толку добро оди продажбата. Лани имавме официјално 330 продадени карти, до оваа година веќе 500. Одиме на бројка до 800, да речеме. Од година во година расте бројот на пријавените, расте бројот на оние кои што се заинтересирани за овој настан. Што вели вашето искуство? Како реагираат луѓето? Ете оние кои што секоја наредна година, претпоставувам ви доаѓаат исти луѓе, но и нови луѓе. Како реагираат? Какви се нивните коментари за овој настан? Дали не достигаше вакво нешто во Македонија? Во Македонија во моментов можам да набројам 10 или 12 настани. Сите се посебно убави, велосипедски настани или фестивали на отворено. Сите се посебно убави, сите си се различни. Ние ги посетуваме сите. Дури има некои што се подолго време што се одржуваат од Мариово. Но ова се одржува во Мариово и е единственото. И ние бевме првите кои што ни текна да поканиме луѓе на не толку комерцијални места, кои што се национални паркови или покрај езера,
Мариово е место кое што е 180 км оддалечено од Скопје, значи далеку е, позади планина. 45 км од најблискиот град, нема цивилизација, нема струја, нема... Тоа е. Сега нема цивилизација, нема струја. Каква опрема е потребна за да преживееме тие денови таму? Препорачуваме... Зборувам и за спортска опрема, но и за оној нели камперски дел. Да, стандардна камперска опрема. Има струја во Мариово, но не може да се потпраш на нејзе. Се губи, па ја има, па ја нема, има со многу слаб напон. Значи, комплетна камперска опрема секој да си донесе, шатор, вреќа, изомат, прибор за готвење, плинско, така. Ние обезбедуваме музика, вода, струја, агрегат, озвучување, бендови, диџеи, сето тоа го има. Ајде, не ми ја спомена музичката програма. Да, во 3 саат во саботата, во 15 започнува еден диџеј, вториот и третиот завршуваат во 21 часот, кога ќе почне бендот, кој што ќе свири до полноќ, со една пауза од половина час, каде што ќе доделиме многу награди за луѓето кои што се имаат пријавено, официјално пријавено. Ќе се доделат награди во вредност од 3000 евра. Тоа ќе биде претежно велосипедска опрема, здрава храна, органска храна и главна награда ќе биде фестина часовник, кој што ќе го добие еден човек, кој што ќе се има пријавено со карта. Сето она што го земаме од спонзорите, нашата соработка со спонзорите, сакаме да го дадеме на... Да го вложите да, во го луѓето враќаме кои што повторно на луѓето, дошле. навистина. Марио, што вели твоето опкружување, твоите блиски пријатели кои што слушнале за овој настан? Па, бидејќи ние постојано шетаме и уживаме во Македонија, и баш вака запознавајќи ги знаменитостите на Македонија, сите се навистина многу пријатно изненадени, возбудени. И еве би открил една мала интересна работа, дека во рамки на овој фестивал Мариово Offroad Experience ќе содржи и една истражувачка експедиција на македонската Википедија енциклопедија, ќе се сликаат слики од Мариово, така што овој прекрасен фестивал Мариово Offroad Experience ќе го искористиме за да го покажеме на многу и да прибереме податоци, да ги покажеме на многу луѓе кои понатаму ќе доаѓаат и ќе го посетуваат Мариово, затоа што како и целиот прекрасен мозаик наречен Македонија, Мариово нуди многу убави нешта и поволности за уживање, прошетки и рекреација. Слободан, имате ли информација дали годинава има пријавени од странство и дали има тенденција се тоа да прерасне во едно интернационално случување? Со поддршка на програмата на USAID за експанзија на мали бизниси, веќе одиме во посета на велосипедските фестивали или аутдор фестивалите на Балканскиот полуостров, каде што остваруваме контакти со локалните тамошните организатори. Има најава за присуство на велосипедисти и планински тркачи од сите балкански земји. Тоа е многу важно затоа што првите 3 години сакавме да го поставиме Мариово на здрави основи во Македонија. Планот за вторите 3 години ние да го пласираме Мариово на Балканот, да стане препознатлив бренд, како што тоа стана во Македонија. Истражувајќи низ Балканскиот полуостров, заклучив дека дефинитивно нема друг регион како Мариово, со такви специфики, како што кажав, и природни, и биолошки, духовни, историски, и затоа е атрактивно и за нив. Луѓето во Македонија ретко кој знаеше каде е Мариово, па им го покажавме. Тој кажав преска, многу од луѓето слушнале, меѓутоа не знаат. Многу луѓе мислат дека е село Мариово, тоа е регион. Со 30 села, да. Так, 30 села има во сите три подрегиони во Мариово. И сега од странство има најава од Европа луѓе дека доаѓаат, нашите контакти кои што ги имаме во Европа ни овозможува да го пласираат. И одиме постојано на проширување на бројката и на кревањето на стандардот на самиот фестивал. Постојано сте на велосипед и тоа е едно убаво доживување, искуство за вас, да бидете дел и од градската средина, но и од оние планински порурални места. Освен Мариово, знам дека ви е при срце, особено мислам тебе заради тоа што со години си тамо и мене заради името Марио. Ете така, од многу аспекти и за тебе Марио, но ајде вака пред крај да одвоиме и некои други места од Македонија кои што исто така вредни да се посетат. Зборувам за овој планински велосипедизам. Јас сум историчар, работам како наставник по историја, така што Македонија ми е познати ми се работите кои што треба да се посетат низ Македонија од историска гледна точка. И јас
не издвојувам ни еден регион, едноставно во учебникот додека предавам на децата во школа ќе ми запне да речеме Гоце Делчев е убиен во Баница Серско. Јас следниот викенд одам во Баница Серско. Одам низ цела Македонија, Егејска и Пиринска, ги посетувам и тие места кои што се значени за нашата историја, разговарам со локалното население, оттаму ја црпам инспирацијата. Јас би додал само бидејќи како што запишам тука ние со нашето другарство единствена Македонија исто така често правиме и добротворни акции со велосипед наречени Велодарност, дека планираме за овој август да направиме еден велосипедски марш од Скопје до Мечкин Камен во чест на Илинден, да биде Илинденски марш. Така што еве Крушево едно место кое е убаво за посета со велосипед. Маврово е тука, Охрид, Струга, Галичица, Преспанско, Охридско езеро. Едноставно цела Македонија е навистина прекрасна. Бидејќи Македонија се оставена баш од географски аспект, јас да кажам, долини со езера, планини, котлини, така што гледката е различна на различни места, така што буквално цела Македонија е прекрасна да се помине со велосипед. Ми бевте супер друштво за ова утро, да убаво ја започнам со убава енергија да го започнеме овој ден. Многу убави луѓе, многу убава енергија и многу велосипедисти ќе бидат дел од настанот кој што ќе се случува од 29 до 31 мај. Верувам дека ги расположивме ова утро нашите гледачи. Исто и ние се надеваме, ти благодариме за поканата. Ви благодарам многу за одвоеното време. А во продолжение, ако малку повеќе го сакате спортот, односно светската музика наспроти спортот, ќе може да појдете и на 14-тото издание на ОФЕС, тоа е фестивалот на светска музика. Хиндизара од Мароко ја најавуваат како звезда на овогодинешното издание на ОФЕС. Незиниот концерт е на 30 мај и е еден од оние за кои што се бара карта повеќе. Незиниот вокал во продолжение на Телма.